Младите масовно се иселуваат од сите држави од овој дел на Европа, но тоа е најизразено во Македонија, а бројките се толку алармантни кај нас, што овој тренд е рамен на екзодус. Ова беше еден од заклучоците на меѓународната младинска конференција која што се одржа во Крушево. Владењето на правото, стопирање на корупцијата, квалитетно образование и здравство, како и поголеми плати, се главните фактори за миграцијата. Кога се отворил обратно циклусот на миграција во Полска, например, или во Литванија, е тогаш кога достигнала просечната плата во Полска на 70% од просечната плата во Германија. Тогаш на младите луѓе не им било интересно да мигрираат во Германија, затоа што трошоците во Полска се многу пониски и го постигнуваат истиот животен стандард. Младите велат дека се потребни итни чекори за да се стопираат овие трендови. Одливот на мозоци е проблем на целиот регион. Според мене главна причина е тоа што младите не можат да најдат соодветна работа во однос на факултетот што го завршиле. Она најважно што треба да се направи е да се послушаат младите. Ние најдобро знаеме што ни треба најмногу, така што ова ќе биде првиот чекор што треба да се направи кон создавање на подобар Балкан. И сметам дека во нашата држава може да се направи нешто за да се задржат младите луѓе тука. Секако тоа останува на донесителите на одлуки, тие да ги променат своите политики, да ги променат своите методологии. Според поранешниот амбасадор на Македонија Јован Теговски, за масовното иселување на младите виновни се како нашите политичари кои што не го испорачале на Европа тоа што го побарала од нив, но исто така виновна била и самата Европа, која што над 2 децении од неразбирливи причини не има ставено само во чекалната на ЕУ. И сето тоа влијаеше и на младите луѓе да ја губат довербата и во домашните институции, но да ја губат довербата и во институциите на Европската Унија. Никој не испорачуваше она што требаше да го испорача, она што го ветуваше. Македонија има само уште многу малку време да направи нешто за да се стопира масовното иселување, или ќе останеме држава на старци.